Смртта на 39-годишниот маж кој минатата недела почина од сепса по операција на хемороиди стави клуч на врата на две приватни болници. Ординациите доктор Крсто Митановски и Јанита добија забрана за работа од Државниот здравствен и санитарен инспекторат. По надзорот и добиената документација, констатирано е дека операции се правеле буквално на црно. Предметот ќе биде доставен и до јавното обвинителство. Собственикот на ординацијата каде што се вршеле операции од 2012 година е во пензија, а докторот од другата операциите ги правил со интерен договор, па ангажирал и анестезиолог, но не доставил никаков договор. Носител на дејност или ПЗУ кој има дозвола од Министерство за здравство е обврзан законски 6 месеци пред одење во пензија да го извести Министерството за здравство дали ќе бара затварање, односно прекинување на дозволата за работа, дали ординацијата ќе остава во мирување или ќе обезбеди соодветен кадар како замена. Во овој случај, до моменталните сознанија кои ги имаме, немаме ниту една постапка од наведените 3 спроведена. Министерот Филипче вели дека извештајот од инспекторатот се разгледува и допрва ќе се одлучува дали на приватните болници ќе им се одземе и лиценцата за работа. Сега ги испитуваме и другите работи, дали и претходно биле правени таму интервенции од страна на кои лекари, дали постоеле официјални договори, ги анализираме и управната служба на Министерството за здравство, регистрационите решенија и листата на услуги кои што им е дозволено да се прави. Државниот санитарен и здравствен инспекторат го испитуваше и случајот за жената која почина по операција на дебело црево, а поради ненавремено хоспитализирање. Инспекцијата констатирала дека докторот не го почитувал законот за здравствена заштита. Од инспекторатот најавија засилени контроли.